Метеж во станиците за технички преглед на автомобили во Штип. Налепници има, ама и револтирани возачи, кои во редици чекаат да ги заменат ознаките на регистарските таблички. Брзаат да го испочитуваат рокот за замена, кој е вечерва до полноќ. Што значи 10 саато на работа да отидеш? Че тоа е малтретирање на луѓето. Лепенка да дозволе се на технички, мехнички, јаѓе. Не е само во секој било што да е, се е малтретирање. И лепенки, и да отидеш за пасош, било за што да. Сега нова треба да менеме, а тоа се може да се направи уште тај момент кој беше, кој вадеме ново регистрацијата на колата, исто тогава ќе требаше налепница. Ја не знам што е во само народот да губе време и да се малтретира и така. Чим нема мисли држава така е. Има огромен интерес, велат од Штипски автомотосојуз. Изминатите денове имали и по 300 повици од граѓани кои барале промена на налепниците во НМК. Има 4 видови, во зависност од превозното средство. Ке се прави евиденција на кој се доделени истите. Дополнителен проблем е начинот на кој се поставуваат. То не може да го направи самиот возач, туку треба лично да појде во станицата каде што под видеонадзор контролорот ќе ја залепи истата. За мене тоа е лично парадирање, нема никаков основ, или имате или немате налепница. Која е логиката да се тоа прави на камера, ама еве, така одлучила државата, така ќе прави. Освен налепница на автомобилите, граѓаните со новото име треба да имат возачка и сообраќајна. Возачка да не знаме приложилошно. Така и што ќе правите сега? Па мора да тоа да го прави. Дополнителни трошоци за граѓаните? Да. Те се барали од лична карта, редицата кит го имаше редица таму. Ке имат оправдание, имат повод како да не казнуват. Тоа е тоа. Сега, значи не ти возачката дозвола сменета ќе те казнат, а фактички возачката дозвола ми важи на мене. Во случај на настаната штета при сообраќајна несреќа, граѓаните кои немаат валидна возачка дозвола ќе мора да ги сносат последиците околу истата. Засега не се знае колкав е бројот на автомобили чии регистарски таблички треба да добијат нови налепници.